Мати вели да одиме, Абдали. Ти што велиш? Јас велам, бате, со време да се откажеме. Уште од сега почнаа да се уништуваат. Кога ќе отидеме во Северен Ирак на средбата, не сакам ни да замислам што може таму да се случи. Председателе, за и ѓавурдалиите се раскарале. За го собрал братот на ѓавурдалиите. Веќе не може да криумчарат. Што велиш? Не зазали да ја дадеме работата? Председателе, треба да им се спротиставиме на притисоците. Джемал, пријателе, зада ти е земјак. Можеш да го контролираш. Што и да одлучи управниот одбор, јас ќе го сторам потребното. Другари, гледам дека моите решенија покажува дека сум во право. Кога реков дека Гавор Даглилар ќе ја заврши работата, ги предвидов случувањата. За да не се уништи другарот кој ќе ја заврши работава, ги раскарав овие две феудални сили. Председателе, имате ли некој друг на ум? Се разбира, другар Джемал. Што мислиш, како е држан борбата на народот на нозе толку години? Кримчарењето нема да го правиме со феудалците, туку меѓу себе. Затоа јас решив Серхат го одредувам за одговорен на работава. Што е? Без мене ли го почнавте состанокот? Ова не е идеолошки состанок. Насочен кон праксата. Председателе, дојде човек на Полат Алемдар. Се сумневаат дека ние сме презборали за средбата. Јас имам контрола над организацијата, никој не прозборува. Од нивната тајна организација протекла информација. Се уплашил ли Полат Алемдар? Не доаѓа ли на средбата? Полат Алемдар прифатил да дојде на средбата. Ова е многу важен ден за нашата национална борба. Денот кога Полат Алемдар ќе биде избришан од историјата, ќе биде празник на ослободување на нашиот народ. Председателе, имате еден услов. Ке се чуде да нема. Се навикнав на инсистирањата на РТ. Што сакале? За средбата не прифаќаат посредништво на ниту една земја. За местото на средбата сакаат да биде во независна територија во Северен Ирак. Повторно сме соочени со една игра на империалистички агент. Се обидува да добие поени, доаѓајќи на територијата каде што сме најмоćни. Изигрувајќи лажен херој. Господине, дојде господинот. На момчето и господјата што ја направија веста за Полат, купете им скапи часовници. На господјата нека биде поскап. Како ќе кажете, господине? Добро дојдовте, господине. Веста вреди повеќе од 2 часовници, мете. И вам ништо не ви бега од око, господине. Не сега имам катаракт, слабо гледам. Да беше порано, ке видев и ке спречев. Повелете. Зошто сакате да спречите? Бидејќи ги расипувате плановите на пријателот Шамир. Шамир се уште не го познава Полат. Ако Полат седне на таа маса, готово е со нас. Шамир не го сваќа тоа. За да не збираш 50 години во државата имаш 4 војни удари. 3 обиди за воен удар, 3 меморандума, 7 обиди за атентат, 2 пати затворена партија. Нивните имиња се избришани од историјата. Ние се уште сме исправени и не планираме да се откажеме. Од Полат Алемдар ли ке се стеснуваме? Вие никого не омалважувате, господине. Ова обезбеди да пребродите толку големи проблеми. Јас мислам да не го сметате за неважен. Точно, никого не омалважувам, но пријателите не ги лутам. Шамир е важен пријател. Не треба се налути. Господине, се разбира. Не го лутете, но разговарајте со Шамир. Полат ќе излезе засилен од работава. Аха, добро. Во ред, јас ке ви се јавам. Бато ги прифатиле твоите услови. Што да кажам?
Абдулхей малку да се смири ситуацијава. Потоа ќе видиме. Бато, секоја минута е на наша штета. Нека е Абдулхей. Да одиме, Джекит. Бато, надвор врие од новинари. Да поминеме од тајниот излез, Джахит. Ајде, стани да одиме кај Полат. Да бе, Полат нема друга работа, па не чека на муа, бе. Подобре е отколку да разговара со организацијата. Од каде излезе тоа? Тебе работник си. Од време над време гледај телевизија. Лага, не може такво нешто. Добро, ајде него да го прашам. Џабе ќе го вознемириме човекот. И да е тоа така, Полат има план. Што е со тебе? Лудиот Хикмет станал маче? Ако ти не икеш, јас ќе прашам. Почекај, пријателе, барем чајот да го допиеме. Луѓето крвта ни ја пијат, ти уште на чај мислиш. Остави, ајде. Исклучи го шпоретот и додиме. Господи Боже. Да им дадат, кажи. Учеше ли? Вујче, малку претерав со јадење. Рано си легнав. Од времето што го троши за јадење, да го потрошеше на книгава, ќе си заработеше едно место за лидерството. Сега кој ќе разговара со луѓево? Јас не ги разбирам што зборуваат. Вујче, што има да се разбере? Колку картони, колку шишиња, колку долари, во колку, таблиците и онака се на турски. Синко, јас сакам нешто попомпезно. Разбираш ли? Јас веќе не го сакам тој јазик. Веќе, нема потреба да имнат. Јас ја голтнав книгата. Јас ќе разговарам. Велиш? Ајде да видиме. Комин? Што е? Вујче, јас го знам ова. Момчето што е потрчко во рестораните. Само во јадењето ти е паметот. Човек со денови се мачел да го најде ова, види ти што ми одговараш. Седни. За. Не стигаат парите на организацијата. Да не мислиш да поминеш на чело. Јас не сакам организација. Парите ги сакам. Што е? Ке дојдат ли парите? Средена е работата. Не ми остана друга алтернатива освен ти. Джемал наскоро ќе дојде, фино ќе се договорите. Убаво. Тебе што ќе ти дадеме? Чаша вода. Ти се подбиваш со мене, а? За пари ти зборувам, за пари. Јас работа со пари немам. Парите на организацијата не ги сакам. Валкани се парите, а? Немој да одиш ефтино за. Осудени се на тебе. Според тоа направи го пазарлукот. Колку помалку пари одат за организацијата, толку подобро, нели? Излегува ли банка од мене за организацијата? Ке им кажам 2-3 убави зборови од кригава и парите од џебот ке им ги зема. Фино. Ти, буржуа, знаеш ли што е? Утре вечер. Што поскоро да се разведеме. Имам само една желба. Немој да ме одбиеш. Ние сакаме Полат Алемдер да седне на маса, а не да замине. Вашите од организацијата подкажала. Кој не издаде, брат? Ако Полат седне на таа маса, готово е со нас. Не стигаат парите на организацијата. Да не мислиш да поминеш на чело. Јас не сакам организација. Парите ги сакам.
Што е? Ке дојдат ли парите? Средена е работата. Не ми остана друга алтернатива освен те. Джемал наскоро ќе дојде, фино ќе се договорите. Убаво. Тебе што ќе ти дадеме? Долина на волците.